Државниот врв и надлежните институции не ја исклучуваат можноста земјата во наредниот период да биде цел на засилена кампања на лажни вести и дезинформации. Идната година Северна Македонија има предвремени избори, но и го финишира за членувањето во НАТО. Елементи кои на денешниот брифинг за борбената готовност на армијата биле посочени како потенцијални ризици за негативни влијанија врз ситуацијата во државата. Пополека влегуваме во период на техничка влада и предизборен период. И јас би бил, и тие знаат, исто така тие се врвни професионалци, дека треба да бидеме предпазливи се додека не станеме членки на НАТО. Така што сите капацитети се подигнати во таа насока за рано предупредување, ако евентуално постои некаков обид, не зборувам ја за територијални закани, зборувам за тие политички пропаганди, лажни вести и така натаму, кои знаете дека беа прилично присутни за време на референдумската кампања. Така што очекувам дека и наредниот период би можело да очекуваме зголемен интензитет на такви вести на таа политичка кампања или кампања за дезинформирање на македонската јавност. Меѓутоа јас знам дека оваа структура и сите други надлежни институции се подготвени да го спречат или да го превенираат тоа. Ратификацијата на договорот за членство во НАТО пред априлските избори според власта нема алтернатива. Очекувањата се прашањето да се затвори во наредните месеци без какви било одложување или партиски калкулации. Ние сме спремни да направиме се да не дозволиме никаков ризик во поглед на нашето НАТО членство. И како влада ги дискутираме различните опции, не смееме ние како држава да си ставаме сопки. Значи може во други држави нема влада, не може да се ратификува, можни се изненадувања, меѓутоа очекуваме тие најбрзо време да бидат решени, но ние не смееме да направиме грешка. И затоа прашањето на ратификација на нашето членство од страна на нашиот парламент е прашање кое не смее да биде дел од партиските ниту преговори, ниту препукувања. Друг проблем поврзан со НАТО процесот е одбивањето на ВМРО ДПМН да го поддржи законот за одбрана поради противењето на опозицијата армијата да се именува како армија на Северна Македонија. Шетининска пак повика на конструктивност за навремено затворање на ова прашање за кое е неопходна двотретинска поддршка во парламентот. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.